Здраво, добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Денес ќе започнам со една приказна која што верувам дека повеќето многу добро веќе ја знаете, сигурно сум дека некаде можеби и ја имам споделено. Тоа е една приказна која што вели дека ако жаба ја ставиш во врела вода, веднаш ќе скокне и ќе излезе, меѓутоа ако ја ставиш во ладна вода, температурата постепено се зголемува, таа нема ни да забележи дека постои опасност и ќе остане таму. Сега искрено да бидам, ова не е научно потврден експеримент, не знам дали навистина тоа ќе се случи, меѓутоа како метафора, мислам дека е многу добро објаснува еден психолошки феномен кој што веројатно секој од нас го доживува. Јас не знам некој кој што се разбудил едно утро и наеднаш мисли дека окей, од денес веќе нема да се слушам себе си, од денес ќе станам people pleaser, од денес не знам веќе која сум, да бидеме реални. Прво, не е нешто кое што тоа не е нешто кое што луѓето го избираат. И најверојатно ако тргнеме наназад и видиме како ова почнало, може да се копа многу и кај секој кој индивидуално е некој различен механизам, меѓутоа најчесто почнува малку по малку, каде што еднаш ќе кажеш, ајде, денес ќе премолчам, ајде, не е важно толку многу што јас сакам сега, ќе одморам другата недела, ајде само да завршиш овој период, сега не е време за тоа, сега не е време за мене, сега не е време за тој разговор и секако понекогаш има X ситуации кога е тоа вистина, меѓутоа сите тие одлуки сами по себе, да, изгледаат безопасно, но станува доста голем проблем кога тоа е нешто, тоа станува механизам каде што има многу голем број на повторување, односно кога веќе ајде би рекла, психата не може да живее од поединечни моменти, таа не настанува само еден поединечен момент. Меѓутоа кога има едно, второ, трето, четврто повторување, пето повторување, кога трае тоа веќе хронично и многу долго, на некој начин веќе станува голем проблем за нас. Ми беше многу интересно кога се вратив пред неколку недели од одмор, како влегов во Скопје, така најнаш почна да ми буквално смрди. И во себе си велам, колку грдо мириса овој град, колку всушност се чувствува дека не си на планина, не си на море, не си негде кај што е чист воздухот, туку баш некако има една специфична миризба кога влегуваш внатре. И нормално после 5, 6, 7 минути тој мирис веќе престанав да го чувствувам, да веќе после некој време па воопшто и не забележувам да некој начин воздухот дури ми се чини чист. Постои еден концепт во психологијата кој што се нарекува хабитуација и мислам дека овој всушност само тој мирис ме потсети на ова и ме поттикна да ја снимам оваа епизода, затоа што тоа е една способност на нервниот систем постепено да престане да реагира на нешто што реално долго време е присутно. И затоа кога влегуваш во просторија со силен мирис, да, во првите неколку секунди веднаш ќе го забележиш, меѓутоа по 10 минути речиси да не го чувствуваш, мирисот се уште постои, значи тој не исчезнува, но твојот мозок реално престанува веќе да му обрнува внимание, го става некаде таму во позадина. И истото се случи со влезот во Скопје. Не е дека престанал градот да мириса, но веќе нервниот систем, односно самиот организам се навикнува на таа миризба и станува нормална, дури и пријатна. Не е ова нешто кое што може да се иззема од психолошките состојби. Истото се случува и со нив. Ти можеш толку многу долго да живееш со хроничен замор, со некој токсичен однос, релација, со навреди и така натаму, и со текот на време ќе почнеш да мислиш дека тоа е твојата природа. Има нешто реално што би сакала да го споделам, тоа дека ние многу често, толку многу се навикнуваме на секакви услови, што забораваме дека иако тие веќе не болат, иако тие веќе можеби, да речеме доколку си во некој токсичен однос каде што се соочуваш со постојани навреди, постојано си некако соочена со некој лош третман, тие со текот на времето најверојатно нема веќе да те болат, меѓутоа не значи дека нема да остава некаква последица. И затоа, ако ти долго живееш со хроничен замор, да речеме, ќе мислиш дека, окей, ова е нормално, ова е мојот нормален некој, можеби дури минимум ќе мислиш дека е твој. Ако долго живееш со анксиозност, многу често среќавам личности кои што многу долго живеат со анксиозност, па дури не се ни свесни дека се анксиозни и често знаат да ги слушнам да кажат, па добро, јас сум таков или јас сум таква. Меѓутоа, тоа не е баш
ајде да речам реалната или широката слика, едноставно тоа е само некоја форма, една состојба на која што си навикнат да останеш долго време. Или да речеме, ако некој е навикнат сите други да ги ставува пред себе, многу често забораваат дека имаат си собствени желби. Желбите не е дека не постојат или дека тој човек навистина не знае или ништо не сака, меѓутоа кога долг период некој престанува да ги слуша, престанува да е во контакт со себе, престанува да се слуша себе си, автоматски тие се некаде длабоко потиснати. Во гешталт психотерапијата ние многу често го споделуваме тој контакт со себе, да дури некако денес е и, ајде да речам, модерен и се користи за се и се што, и сметам дека е многу важен, затоа го обожавам гешталтот и мислам дека баш некако, па дури и се што се случува во модерново општество, многу убаво го објаснува и се случува. Значи, никој човек не страда затоа што животот е тежок. Реалноста е дека страдањето се случува затоа што губиме контакт со тоа што навистина го чувствуваме. Ние сме толку многу фокусирани да функционираме, да одговараме на пораки, да ги исполниме врските, да бидеме добри родители, добри партнери, добри вработени, добри деца, добри другари, што искрено полека престануваме да забележуваме што не се случува внатре, што се случува со нас. И затоа луѓе често знаат да одат и на терапија или низ разговор да ги слушнеш, па не знам што ми е, не знам како се чувствувам, и стварно навистина не знаат. И тоа не значи дека не чувствуваат, меѓутоа баш се случува на некој начин одсекување од тој контакт со себе, едно отапување, затоа што тие предолго воопшто не се ни прашале, не седнале да размислат, окей, дај да видам која сум ја, што се случува со мене, што чувствувам, во кој дел од моето тело го чувствувам тоа. Искрено, мене секогаш ми било интересно што многу луѓе очекуваат дека големите животни кризи мора секогаш да додат со некоја голема драма. Меѓутоа, искрено, најголемите промени што сум ги видела кај луѓето не започнувале со некаква драма. Тие почнуваат многу порано. Најчесто со реченици како не знам што сакам, не знам што чувствувам, не знам која сум повеќе, и ако ги прашаш од кога ти е вака, ретко дека некој ќе каже, па добро, од пред 2 недели или од минатиот месец. Многу почесто некој ќе каже со години, 10 години, 15 години, од кога памтам за себе, од дете. И баш она некако датираат многу далеко. Тоа се некои адаптации кои што навистина почнуваат дури понекогаш и многу рано во детството. И ако нешто реално знам од психологијата, тоа е дека дефинитивно нашиот мозок ја сака, односно некако повеќе би ја одбрал или би ја сакал или би ја прифатил таа позната непријатност, таа смрда, тој мирис, отколку непозната некоја слобода и нешто кое што се уште не го знае, или статус кво, затоа што и кога нешто не ни одговара, кога ни е познато, ние природно стануваме таму, баш затоа што е познато, затоа што многу луѓе реално остануваат и во улоги што одамна ги надраснуваат во односи, во начин на размислување, во работен однос, во релации, верување за себе, затоа што тоа е нешто кое што е познато и каде што знаат, некако адаптирани се и знаат како да функционираат. И јас денес би сакала да те прашам нешто, наместо да се прашуваш дали си изгубена и така натаму, само провери и види што денес ми изгледа нормално, но всушност, ако критички почнам да размислувам, сваќам или гледам дека не би требало да биде. Например, дали е нормално никогаш да не се одмориш, дали е нормално да се сомневаш во себе, дали е нормално да ти биде тешко да кажеш не, дали е нормално секогаш последна да доаѓаш на својот список, или само така си се навикнала. И сакам да те оставам некако со ова прашање и да видиш што е оно што ќе ти го донесе во наредната недела, затоа што не е страшно ако се изгубиме. Нели сите понекогаш се губиме, имаме периоди, идентитетски кризи, така натаму, меѓутоа, ако мислиме дека тоа е оно кое што е нашата во наводници вистинска адреса, дека тоа сме ние, тоа знае да биде понекогаш и опасно, затоа што тоа не е целата слика од нас. Тоа е само место на кое што веројатно предолго само сме се задржале. И во следната епизода ќе се надевам дека ќе споделаме на друга метафора и нешто што исто така можеби се надополнува ново, но некако во функција на времето и на пораката која што сакам да ја споделам, тука ќе завршам за денес. И само пробај, само прашај се во кој дел од твојот живот толку долго се прилагодуваш што веќе не ни забележуваш дека си престанала да се слушаш себе си. И уште нешто кое што сакам да го споделам
Тоа е дека во секој човек постои еден глас кој што никогаш не престанува да зборува и немој да се плашиш доколку одреден период не си го слушнала. Јас не знам каде те затегне оваа епизода, не знам кога ќе ја слушаш, во која фаза се наоѓаш од твојот живот, меѓутоа сакам да знаеш дека ам, она што најверојатно ти е потребно е храброст да почнеш да му веруваш на твој внатрешен компас, што цело време го носиш во себе.